Наместо 30 работодавачите од текстилниот и кожарскиот сектор бараат на работниците да им плаќаат 15 дена боледување. Одат во странство, работат на нива, а по истокот на еден месец паузираат ден или два. Се додека матичните лекари не им отворат ново боледување со нова диагноза. Работата во овие два сектора е врзана со рокови и секое работно место е испланирано. Така што отсуството на еден вработен го чувствуваат и работодавачот и колегите. Изјави представникот на овој сектор Ангел Димитров. Димитров вели дека во новиот закон за работни односи посебно се третира оваа проблематика, но е скептичен дали Фондот за здравство има доволно време и вработени за да ги заврши контролите во реално време. Дали ќе биде возможно да се контролираат сите боледувања? Едни се отвораат, други се прекинуваат. Нам ни треба да се открие злоупотребата веднаш, а не по 3 месеци. Затоа и бараме скратување на боледувањата што одат на наш товар, односно наместо 30 на 15 дена. Објаснува Димитров. Освен работодавачите, силни реакции на оваа пракса имаат и граѓани на кои им е јасно дека на овој начин Фондот за здравство се празни експресно. Ова се однесува и на лажните боледувања кои се практикуваат и во јавниот сектор, но апсурдно е што Фондот за здравство нема податоци за злоупотреби на боледувањата. Сега конечно се најавуваат здравствени детективи за да се отпочнат приватни истраги за злоупотреба.